Ребалансот на буџетот најголеми промени ќе донесе во програмата за уредување на градежно земјиште. Истата сега изнесува околу 200 милиони денари. Токму зголемениот обем на градежни активности во изминатиот период се едни од главните причини за зголемувањето на буџетот. Најголемото зголемување е последица на интензивните градежни активности кои што општина Велес ги презема во изминативе веќе 6 месеци од тековната 2014 година и тие градежни активности бараат зголемување на средствата во програмата за уредување на градежно земјиште. Најголемите промени се однесуваат на таа програма, проширување, зголемување на средствата. Локалната самоуправа во изминатиот период со 3 проекти аплицираше во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Истите беа прифатени, а се во вредност од 14,4 милиони денари. Овие средства ги обезбедува агенцијата, а општината учествува со свое кофинансирање. Овие проекти се однесуваат за изградба на пречистителна станица со колектор во населбата, односно во селото Раштани, се однесуваат на изградба на улици во Иванковци и до уредување на урбената и поставување на нова урбана опрева на пешечката патека околу езерото Младост. До крајот на годинава ќе се решаваат и голем број инфраструктурни проблеми. Чуповска истакна дека станува збор за активности кои ќе се одвиваат на улицата Лазо Трпков и Тодор Јанев. Претежно се тоа од градежните објекти кои што се случуваат на улицата Лазо Трпков и Тодор Јанев, односно крак со фекална канализација и водоводна линија и нивно потоа поплачување на двете улици. Понатаму дополнително се интервенира во одведување и пречистување на отпадни води поради интензивните врнежи од дожд кои што ги имаше општината, се интервенира со голем број на средства во овој дел. Зголемувањето на буџетот предвидува дел од средствата да се инвестираат за нов парен котел во општинското основно училиште Свети Кирил и Методи. Покрај во училиштето, средства обезбедени преку проект за енергетска ефикасност ќе се инвестираат и во детската градинка. Градинката Димче Мирчев со овој ребаланс, со одлука на Европската комисија, со која што општината учествуваше како проект од енергетска ефикасност, значи ќе добие изградба на термоизолациони фасади од наклоновите 2, 3, 4, 5 и 6, кои што проект ќе се одвива во тековната 2014 година. Ребалансот на буџетот советниците го изгласаа на последно одржаната 21 седница.